Добър вечер на всички, които имат привилегията да бъдат в Централния стратегически клуб за анализи "Свободна зона". С мен Георги Коритаров. С нощи ви обещах да продължим темата за ситуацията в Република Македония и имаме достатъчно сериозно информационно основание за това. Ще започна с него. Днес стана ясно, че президента на Република Македония, Георги Иванов, е изпратил писмо до, обърнете внимание, до Доналд Туск, който е президент на Европейския съюз, до Доналд Тръмп, президент на Съединените щати, до Реджеп Таип Ердоган, президент на Република Турция. Пояснявам, Съединените щати и Република Турция са стратегически партньори за Република Македония и така са изведени като разбиране в Скопие. И до Йенс Столтенберг, генерален секретар на НАТО. В това писмо президента на Република Македония настоява за осъждане и отхвърляне на платформата от Тирана, както той нарича платформата, договорена между партиите от албанския политически блок и превърнала се в основа за коалиционно споразумение за събирането на 67 подписа на депутати между три от албанските партии и Социал-демократическия съюз на Македония. Текстът на писмото на господин Иванов е много категоричен и той е повод за още коментари. Ето един от тях, който е излъчен по Радио Свободна Европа, македонската редакция. И това, което ви показват колегите, беше текста, който ви четох от Македонската информационна агенция. Сега вече това е Радио Свободна Европа. Как да се стигне до мирно предаване на властта? Интересното в този текст е, че се прави извод, че от писмото на президента Иванов до споменатите 4 лидери на световни институции или президенти на държави, следва заключението, че президента на Македония няма никакво намерение да връчва мандат на лидера на социал-демократите Зоран Заев. В рамките на текста на Радио Свободна Европа обаче има нещо, което е много симптоматично за сложността в разбирането на процесите в Македония. Споменава се името на политически анализатор Джелал Незири, очевидно това е политически анализатор албанец, гражданин на Република Македония, според когото самата стъпка, самата идея на президента на Република Македония да изпрати такова писмо с подобно съдържание и с призив за отказ от албанската платформа, както и обстоятелството, че не бяха насрочени местни избори, тъй като срока за насрочването им изтече вчера и сега ще се наложи промяна на изборния кодекс, според този анализатор Джелал Незири може да бъдат четени като опит на президента Иванов да осигури пространство за нов кръг от преговори между политическите партии в Македония и за възможна широка коалиция. Дали това е възможно? Как би могло да се случи? Има ли на фона на кризата в Македония европейско бъдеще за тази страна? Тази вечер мой гост е Ивон Величковски, господин Ивон Величковски, който е председател на Либералната партия в Република Македония с една много интересна гледна точка и надявам се с нещо, което може да бъде доста полезно
Започваме след секунди. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер, благодарам за поканата. Как тълкувате вие писмото на президента Иванов до генералния секретар на НАТО, до Доналд Туск, до Доналд Тръмп и до Ердоган? Па, очигледно станува збор за продолжување на политичкиот наратив, на стилот на изразување на господинот Иванов, образложен во моментот и најавен во моментот кога реши да не го даде мандатот за формирање влада на Социјалдемократскиот сојуз, односно на господинот Зоран Заев. Истовремено, ова покажува дека кризата сега веќе е адресирана и ги надминува, или така да кажеме, ги надминува рамките на Република Македонија, односно направен е обид, така да кажеме, таа да биде европеизирана, односно да биде ставена како точка на разгледување од Европската Унија. Но во исто време, правилно забележувам, нотирате и обраќањето, значи, до другите фактори надвор од Европската Унија, всушност зборува дека се адресираат и други светски центри или регионални центри во кои се направи напор практично таа криза да стане, така да кажеме, интернационализирана. Но тука може би не треба да се гледа само негативната страна. Всушност това покажува дека и ангажманот и поддршката на меѓународната заедница кон Република Македонија ќе мора да биде поголема. Впрочем, сите позначајни кризи во Република Македонија биле менаџирани и излезот од кризите било возможен токму со посредство на меѓународниот фактор. Между другото, да вметна, за да стане категорично ясно на нашите зрители, още през 2001 година постигането на Охридския рамковен договор стана възможно благодарение на посредничеството на тогавашния върховен представител на Европейския съюз за външна политика и сигурност Хавиер Солана. С други думи, ангажирането на Европейския съюз и посредничеството на Солана помогнаха пряко за Охридския договор. И Охридскиот договор е гарантиран од Европската Унија, Европскиот съюз, значи, и од Соединените држави. Точно така. Другото, което ще подчертаем, е договорът от Пържино, който позволи да се стигне до предсрочните парламентарни избори през миналата година на 11 декември. С други думи, Република Македония така или иначе е дала основание да бъде включена в един интернационален мониторинг и грижа на Европейския съюз и международната общност. Защо обаче Европейския съюз трябва да полага грижи за Македония? Нека да разгледаме, обяснете защо според вас, каква е ролята и стойността на Македония в контекста на европейското пространство и по-специално в контекста на идеята за евроинтеграция и атлантическа интеграция на Западните Балкани. Всушност, зошто велам дека во секое лошо има нешто добро. Со ова обраќање всушност се адресираат точките, центрите во Европа и во светот, кои што ја знаат многу добро реалноста дека Македонија, стабилноста на Македонија е од огромно значење за регионот, но воопшто од огромно значење за Западниот Балкан и за неговата европска и евроатлантска иднина. И токму тоа е причината заради која Либералната партија гледа многу позитивно на ангажманот на меѓународната заедница и вниманието кое што се посветува. Во исто време, оно што е многу битно за Република Македонија да ја исполнува својата улога како земја креатор на стабилност, а не земја извозник на нестабилност, бидејќи живееме и во време кое што е многу динамично, и во време кое што е многу нестабилно, но исто така и предизвиците во светот, на континентот и во регионот се огромни. И заради тоа сметам дека ова писмо, без оглед на ова обраќање, значи, на Иванов, без оглед на првичната импресија,
да продолжување на неговиот наратив, мислам дека и аналитичарите имаат интересен поглед кој дава нова можност и потврдува неопходноста всушност од сериозен ангажман, но во посредувањето овој пат на посериозен, траен, институционален и суштински излез од кризата во Република Македонија, бидејќи ќе дозволите да подсетам. Оваа криза формално и самиот договор од Пржина кој што го спомнавте и неговите анекси се договори кои се обидува да решат двогодишна видлива криза, политичка криза. Но таа влече корен од изборите 2014 кои не беа признати од страна од најголемиот дел на опозицијските партии. СДСМ тогава. Од СДСМ, од Либералната партија, значи неговите коалициони партнери и така натаму. Но при тоа дозволете и да укажам на неколку нелогичности или добронамерности токму на представниците на меѓународната заедница кои очекуваа дека институцијата председател може да одигра позитивна улога. Во договорите за надминување на кризата, ако забележувавте, и јавноста треба да го знае, значи беше земено спорноста на собранието, на изборите за пратеници во собранието на Република Македонија, консеквентно владата која што е избрана од тоа собрание, но председателот на Републиката како институција беше тргнат на страна. Проблемот, според нас, беше во тоа што председателот беше избиран на исти избори во 2014 заедно со парламентарните избори. Но, еве, сега се забележува и таа паралела постојано на една, така да кажеме, усогласеност, можеби, да ја наречам, на Иванов со Груевски во одредени потези. И тоа потврдува дека сега имаме спор кој што односно криза која што беше политичка, различните толкувања во делот на доделувањето на мандатот. Доделен мандат на Груевски за формирање влада без услови, недоделување мандат на Заев со низа услови и оценки и политички толкувања од страна на Иванов. Значи сега веќе станува од политичка, таа веќе се движи кон уставна и таа е практично уставна криза, ако се земе предвид дека толкувањата за можноста председателот на Републиката да ја даде или да не даде мандат се различни. Следната фаза која што ризикува да настане, таа веќе институционално длабоко да навлезе, но се надевам дека нема да влеземе во тоа во таква фаза и во таква сценарија. Сега, това, което казвате, е много важно да го обобщим и да го използваме като основание за нов въпрос в разговора. 3 етапа на кризата – политическа, конституционна и огромен риск Република Македония да влезе в институционална криза като последица от конституционната. Това би означавало тежка дестабилизация на Република Македония или както на страницата на Радио Свободна Европа е отразена публикация от гръцкия Катимерини, който твърди, че Македония се движи към пропаст, към много тежка криза. Какво би означавало обаче, ако наистина се допусне Република Македония да изпадне в такава тежка криза, каквато предвиждат? Какво би означавало това за Европейския съюз, за Западните Балкани и за техния евроинтеграционен път? Значи, јас вечерва сум присутен овде образлагајќи ставови кои што верувам ги споделувам со сите одговорни политичари во Македонија и со сите европски и евроатлантски ориентирани политичари во Македонија кои сакаат и јавноста во Бугарија и јавноста во било која од соседните земји да знае дека модерниот и неопходниот пат на Република Македонија е во евроатлантските, значи НАТО интеграциите и во европските интеграции, односно во Европската унија. И тука можеме да зборуваме за брзината со која тоа може да се постигне, но за неопходноста Либералната партија не преговара. Напротив, таа е неопходност која што е верифицирана од мнозинството граѓани на Република Македонија. Токму заради тоа треба да ја образложиме и зошто така сметаме. Едноставно, нема стабилност во Република Македонија, нема стабилност во регионот и нема интеграција на Западниот Балкан во Европската унија доколку биде нарушена безбедноста која неминовно
Со вакво зголемување на интензитет на кризата и со нејзина трансформација од политичка во уставна, во евентуална институционална и слично, на таков начин би дошле до негативен епилог кој ќе го сопре не само интегративниот процес на Западниот Балкан, не само интегративниот процес на Република Македонија, туку и безбедносната стабилизација на регионот и на Република Македонија, и наместо центар на стабилност и извор на стабилност, Македонија може да стане сериозен проблем и за соседите, и за регионот, и за Европската унија. Нашата задача е тоа да не го дозволиме и да ги употребиме сите политички, прво, целата мудрост, смиреност и да ги употребиме сите политички средства да ја придвижиме, односно да ја вратиме Република Македонија интерно во таква стабилна фаза во која ќе бидеме корисни прво и основно за сопствените граѓани, но секако и одговорни кон регионот, кон соседите и ќе го однесеме и регионот и државата во Европската унија нормално. Знаете ли, за да се случва това, е нужно и още нещо. Според вас, има ли разбиране в международната общност и по-специално в Европейския съюз и в НАТО за това, че подобна криза в Македония би могла да бъде много умело използвана, за да се превърне това от вътрешно-политическа и дори от криза, засягаща Западните Балкани и Европейския съюз като тенденции, в криза между концепцията за изтока и концепцията за Запада като посоки на развитие. Доколкото станахме свидетели на емблематична реакция на руското външно министерство и на руски анализатори, от които аз лично правя извода, че интереси антинатовски и антиевропейски биха могли да се опитат да превърнат събитията в Македония в аргумент срещу НАТО и Европейския съюз. Една од причините за нашето инсистирање на обстојување на патот на евроатлантската интеграција, значи НАТО интеграцијата и европската интеграција, односно ЕУ интеграцијата, е токму заради тоа што кохезивен фактор на собирање и на позитивен развој на настаните во Македонија и кај македонците, и кај албанците, и кај воопшто кај сите граѓани на Република Македонија во изминатиот период перманентно е токму овој западен пат, односно западната ориентација на државата. Сега, многу сум внимателен кога ги гледам трендовите кои што некои анкети ги покажаа дека поддршката за овој тип на интеграции е опадната кај популацијата генерално. Но оно што е многу битно е дека таа поддршка е сепак доминантно насочена и натаму Македонија да ја види како западно ориентирана земја во Европската унија и во НАТО. Сигурно е дека секоја политичка криза, било во земјата, па и пошироко во регионот, и сето оно што го гледавме во регионот, они раздвижување во Црна Гора, оно што значеше опите за преврат. Така, значи, сето тоа покажува дека сериозно искушение ќе бидат нашите европски и евроатлантски интеграции, доколку не бидеме доволно брзи, доволно ефикасни во остварувањето на таа цел, која е заедничка не само на Скопје, туку и на Брисел и на сите останати главни градови на европскиот континент, а секако дека потврдата за прифатливост и интересот НАТО алијансата да ја види Република Македонија е означена и со досегашните самити, каде перманентна е отворена поканата со исклучок, значи, на она што значеше спор за името. Затоа не сакам да навлегувам, и оно што значи спор за името со Грција, но не сакам да навлегувам во фаталистички сценарија, туку мораме да бидеме многу внимателни и да се соочиме јасно со предизвиците, со оно што значи можност за, така да кажеме, нарушување на дефинираниот пат, и при тоа секој од политичарите во Македонија мора да си ја преземеме одговорноста и да останеме доследни на она што сме го декларирале. Но доследноста сега ќе се види и во капацитетот и умешноста да ја надминеме оваа политичка криза, бидејќи цитиравте едно размислување, идеите за други формати на влада. Не случајно се појавували и во изминатиот период. Еве, да не нафрлам нова тема. Ние ще отворим тази тема, но
ме подсетихте нещо много важно. Споменавайки сред многото проблеми и спора за името, който Република Македония води с Гърция, тази реакция на граждани, която наблюдаваме под паролата за единна Македония, тези митинги, многохилядни шествия, могат ли да бъдат разглеждани като своеобразен скрит референдум на македонските граждани, с който те дефинитивно отхвърлят идеята за промяна на името? Промената на името во Уставот на Република Македонија до сега е отфрлана од сите политички партии, но суштинскиот референдум и суштинската поделеност во македонското општество ја покажуваат резултатите од минатите избори. И јас тука би сакал многу повеќе да го посветам вниманието за да објаснам за каква длабока криза се станува збор, бидејќи нејзината длабочина не е само на ниво на политички институции, туку и на еден цел, ако сакаме, мајндсет, па ако сакаме и на општеството. Тоа значи дека ние имаме, ако забележувате, резултатите се практично скоро изедначени, бидејќи сите партии повикуваа на така наречено референдумско изјаснување за власта или против власта. Основата на кризата, да се подсетиме, е злоупотребата на институциите, масовно прислушкување, кршење на човекови права, кое што произведе специјално јавно обвинителство кое треба да се занимава со наодите од тоа и истовремено да се видат сите спреги направени меѓу власта и нејзината злоупотреба за придобивки во бизнис, во политика и така натаму. Тоа значи дека нашите институции во Република Македонија биле подјадени и биле ставени во функција на една влада или на една власт. Тоа практично го доведе во прашање функционирањето на владењето на правото. А без владење на правото не можеме да зборуваме за остварување на клучните, да се вратам на основата, на клучните критериуми и за членство во НАТО и за членство во Европската унија. Това е от гледна точка на критериите за правова държава, за европеизирани обществени отношения, но има още нещо, което ми се иска да изясним като предварителен анализ, преди да говорим за възможни нови формули. Доколко в тази остра и все по-задълбочаваща се конфронтация между ВМРО, ДПМНЕ и Социал-демократическия съюз плюс подкрепящите го албански партии, се крие и сблъсък на различни визии и разбиране за модела държавност на Република Македония, за идентичността на Република Македония? Значи, во основа оваа криза покажува и овој директен судир, кој што е практично резултат на така нареченото референдумско изјаснување. Тоа е последица на таквата поделеност на општеството и на општеството. Значи, и кај македонците е таа поделеност, ако забележувате разликата меѓу коалициите на ВМРО, ДПМН и на СДСМ, е практично на некој во вкупен број на гласови на ниво на статистичка грешка. Ако ги соберете и бројот на освоени мандати на партиите кај албанците, од една страна ДУИ, изедначена со вкупниот број на сите други партии кои што се застапени во собранието. Тоа покажува дека поделбата е огромна во обете етнички заедници. Прито да не забораваме дека и другите етнички заедници се представени во коалициите на ВМРО, ДПМН и на СДСМ соодветно, што значи дека поделеноста во општествата и во општеството, ако го тргнеме, значи, етничкиот презнак, тука ако се оди на заедничкото општество, поделеноста е огромна. И таа е како пресечена со секира, на половина. Во такви услови доаѓаме до одржливоста, како што да го поставиме, одржливоста на таа ситуација. Одржливоста ќе биде дефинирана од други параметри, од економскиот параметар,
од безбедносната, ако сакате, стабилност, бидејќи забележуваме дека постојат и многу други случаи во кои што се нарушува безбедноста, од тепачки до, не знам, еве денеска слушнав, значи доаѓајќи наваму слушнав дека има некаков има случај некој во Битола. Да, в албанска библиотека взрив. Значи, еве, не можев да ги добиам сите информации на патот наваму, но видете, тоа е се опасност од градење или зголемување на кризата. Да, и етнизирање, което е многу опасно во този случај. Сега, сето тоа, да се вратам на писмото на Иванов и на реториката на Могерини, откако се врати од посетата, регионалната посета, значи нели на Подгорица, Белград и Скопје, незината порака беше дека, ако ја цитирам точно, да се внимава да не си играме со оган. Да, и все пак казва тя, виждам потенцијал за решаване на кризата. Това обаче, което ми направи впечатление, аз бих го извел много ключово пред скоби, е, че изобщо Могерини поставя на дискусия въпроса и го обвързва така. Ситуацията в Македония и Западните Балкани. Това означава, че те си дават сметка за дълбочината и перспективата да стане още по-опасен този проблем. На този фон обаче и ВМРО ДПМНЕ на Никола Груевски и Социал-демократическия съюз на Зоран Заев са носители на конфликт. Те са част от кризата. В този смисъл да започнем разговора за това възможен ли е различен трети вариант за търсене на решение за съставяне на правителство. Различен и от ВМРО ДПМНЕ и от социал-демократите. Ќе дозволите малку пошироко да дадам образложение на ово што ќе го кажувам. Значи, првата работа е дека од неможноста на Груевски да состави влада и од реториката која што е примената на протестите, блиски или на луѓе кои што ја споделуваат таа матрица на ВМРО ДПМНЕ и застапуваат ставови блиски со таа партија, од тој момент веројатно се поголеми се дистанцата меѓу ВМРО ДПМНЕ и потенцијален коалиционен партнер од партиите на албанците во Македонија. Тоа е првата работа. Второ, во оној момент кога Иванов реши да не го даде мандатот на Заев, ние дојдовме во многу специфична, јас би рекол, неприфатлива состојба на толкување на устав во парламентарна демократија во која председателот решава да не даде мандат на, значи Иванов решава да не даде мандат на создадено мнозинство. Сега, тоа се состојби, пак за жал имаме проблем во кој што толкувањето на уставот и одредбите се различни кај различните страни. И оваа поделеност која што настана и која што е веќе очигледна и во стручната јавност и во јавноста, веројатно и нужно произведува барање на алтернативни решенија. Значи, за мене најнормалниот развој бил како во парламентарна демократија Иванов да го даде мандатот за формирање на влада на мнозинството кое е дефинирано. Доколку ситуацијата оди кон влошување, а ризиците како што забележуваме се многу. Ваквите инциденти за кои што спомнавте и инцидентите кои што биле нотирани, многу лесно може да излезат од контрола. И тие не смеат да се случуваат. Значи, потребна е стабилизација. Третото решение кое што се наметнува е она што беше во игра можеби и пред изборите, односно беше во игра пред пржинското договарање, односно политичкиот договор за надминување на кризата, а негова форма беше и постигнувањето на после така наречената техничка влада. Односно, поширока форма на на коалиција, поширока коалиција, за нас тоа е поширок формат на владата, како што ние го дефинираме од либералната партија, но при тоа, како партија која не е застапена во парламентот, јас не пледирам да давам решенија кои што ги надминуваат капацитетите на партијата или кои што не би биле прифатливи за оние кои што се во собранието. Но она што е битно е дека постои решение.
И таа би значила поширока основа на следна влада. Тоа е доколку и двете страни останат во рововите во кои што се вкопани во моментот. И доколку да дадат шанс на трета страна да поеме иницијативата. Тогаш кој ќе покрене формално иницијативата е небитно. Битно е како да се дојде до доволно широка основа на влада која во себе нема да има елементи на криминал и корупција, бидејќи против криминалот и корупцијата треба да се бори. Која нема да кокетира со источни вредности, туку ќе се држи до западните вредности на Република Македонија и западните перформанси кои што се очекуваат за членување на Република Македонија во Европската унија и во НАТО. Поточно речено, можеби во редослед на нештата во НАТО, па во Европската унија. И она што би значило намалување, па конечно и бришење на тензијата, која што сега многу лесно може да премине од политичка во меѓуетничка. И вториот елемент во интраетничка, односно судири значи внатре во етничките кампуси. Заради тоа постои таква можност, но веројатно за таа можеби ќе биде и најтешко да се достигне, бидејќи со секој ден на одминување на кризата, таа станува се подлабока и подлабока. Обаче, едновременно с това, колкото по-дълбока става кризата в Македония, толкова по-сериозно ще бъде вниманието на международната общност и ангажимента на международната общност към търсене на решение на тази криза. Правим кратка пауза и продължаваме с конкретизация за това каква би била алтернативата за правителство и каква иерархия от акценти би могло да си постави едно такова алтернативно правителство като приоритети. Продължаваме разговора с председателя на Либералната партия в Македония, господин Ивон Величковски, в Свободна зона, в ефира на ТВ+. Господин Величковски, възможно ли е да бъде изработен европейски дневен ред във вид на определени приоритети, пред които за изпълнение да застане съвсем ново по качество македонско правителство, което обаче да работи в преки партньорски отношения и в пълна прозрачност с европейските институции на Съюза. Така че наистина да бъдат съчетани два елемента. Опит да бъде решена кризата в Република Македония и като проистичащо от това да бъде разрешен проблема с корупцията, съответно изработване на основа за правова реална държава и второ да се открие ясна евроинтеграционна перспектива и съответно НАТО перспектива, както за Македония, така и за Западните Балкани. Значи, ова е хипотетичка ситуација која поставувате и која ќе зависи од епилогот на она што во основа би значило нормална процедура во парламентарна демократија. Значи, како што реков, тоа би значило да Иванов го додели мандатот на оној кој што има мнозинство обезбедено во собрание. Това е Зоран Заев. Така. Но во случајот на Зоран Заев. Но во овој момент, денеска гледаме дека се уште страните и состојбите се заглавени таму каде што се. Во случај, веројатно да оваа криза потрае и да продолжи, како што реков, опасноста од нејзино прераснување, од политичка во уставна, па сега и веќе и во институционална, тогаш ќе мора да бидат барани алтернативни патишта.
Еден таков пристап, може би вие го образложивте повеќе од што и промисленоста кај нас во политичките партии во Македонија воопшто во моментов е дефинирана, но еден од начините е тоа, особено ако се има предвид загриженоста што Европската унија оправдано ја има за состојбите и во Македонија, но и за процесите што се случуваат во регионот на Западниот Балкан. Значи, македонската евроинтеграција е неодвојива од процесот на интеграција на Западниот Балкан, бидејќи на крајот на криштата, ако сакаме низ призмата на Европската унија, по Брекзит ние мораме да имаме нов квалитет во Европа и во Европската унија за незиното натамошно структурирање, проширување и за третман на она што значи надворешна, така да ја наречеме, надворешен предизвик, односно закана по безбедноста на Европската унија и незините земји членки. Западниот Балкан не сме да биде закана, туку мора да биде дел од Европската унија, истото се однесува и на Република Македонија. Во таа насока, доколку работите се движат во таков правец, едно од решенијата, значи, е оној кој што вие го споменувате, за барање на таков алтернативен пристап во градењето на влада, која сигурно би морала да има поширока основа. Задолжително треба да има. Тоа секако не значи дека доколку во овој момент се постигне некакво решение, доколку случајно еве Иванов ги уважи сите забелешки кои што му се дадени, тоа не би ослободило ниту една политичка влада во Република Македонија од истата обврска. Односно, од обврската да се движи по европскиот и евроатланскиот план, особено значи со справување и со горливите проблеми како што се корупцијата, криминалот, злоупотребите на власта и така натаму. Значи спречување на тие негативни трендови. Но во овој момент не можеме да бидеме охрабрени дека до такво решение ќе биде стигнато брзо. Затоа може да се размислува еве и за ваков поширок пристап, кој можеби ќе има и една позначајна предност. Таа е дека всушност целокупниот позитивен капацитет на општеството ќе биде изваден на површина и ставен во функција на следење на агенда која мора да биде посветена токму на брзото приближување кон Европската унија, а тоа ќе значи и следење на оној така наречен извештај на Прибе, односно извештај кој што беше подготвен токму од страна на експертска група на Европската унија, која требаше да биде една водилка, еден документ врз основа на кој се нотирани институционалните слабости во институциите во Република Македонија и кои што можат брзо и со решителна политичка акција, со политичка воља на сите политички актери, особено на носителите на политичкиот процес и во собранието и во владата, и тоа е така наречениот извештај на Прибе. За жал, денеска, со ова динамика на кризата која што се случува, ние имаме проблем што повторно за клучните прашања. Каде се парите, односно, што е со елиминацијата на криминалот и корупцијата. Со функционалноста на институциите не можеме да се занимаваме, бидејќи имаме горливо политичко прашање. Тоа охрабрува, веројатно, и пристап да се бараат такви алтернативни решенија, кои имаат во себе и една опасност. Тие би биле, мора да се признае и тоа, дека тие би биле подложни на политичка саботажа, доколку политичкиот договор не е доволно промислен или не е доволно цврст меѓу сите актери кои што ќе го поддржат таквото формирање на влада, а опасноста од саботирање на таков процес би значила уште подлабока политичка криза, тоа е прво. Второ, треба да се види до каде ќе се движат обидите за предизвикување брзи предвремени избори. За среќа, јас би рекол, во овој момент за такво нешто е само ВМРО ДПМН, односно брзи предвремени парламентарни избори. Сметам дека во овој момент и во услови на вакви појдовни политички состојби нема да дадат драматично поразлична состојба, туку напротив во услови на ваква поделеност може да бидат извор на уште подлабока криза. Затоа, значи, да резимирам, ова беше објаснувањето зошто сметам дека ова е интересен пристап, да тоа всушност би можело и би морало во таков случај
да се движи со сериозен надзор од Европската унија, но надзор не во смисла на тоа како функционираат институциите, туку како се спроведува и со какво темпо, со каква брзина се спроведуваат обврските што бисме си ги преземале самите, за да го стабилизираме системот, за да се придвижиме напред во интеграциите и конечно да бидеме учесник во креирањето на регионалната стабилност, во придвижувањето на Западниот Балкан, кој очигледно е исцртан како точка на интерес и приоритет на Европската унија, и се повеќе очигледно во Брисел преовладува ставот дека запоставувањето на Западниот Балкан ќе значи запоставување на сериозен аспект на собствената безбедност на Европската унија и незините земји членки. Ако се върнем към модела на преговори, формата на преговори, довел до Охридския рамков договор, и се опитаме да поразсъждаваме за това дали е възможно днес да бъде възпроизведена под егидата на Европейския съюз аналогия на формат за диалог, широк диалог, който обаче да не бъде насочен, защото Охридския договор регулира междуетнически отношения и съответно намери отражение в Конституцията на страната. Но един подобен формат под егидата на Европейския съюз за диалог, в чиято основа да бъде разработен европейски дневен ред пред Македония, от който проистича съставяне на правителство на широка европейска основа в Република Македония. Това осъществимо ли е, доколкото наистина призивите към Брюксел за ангажиране са много сериозни? И като допълнение към това, в момента мисля, че Матю Нимиц се нарича посредника в спора между Гърция и Република Македония. Мислите ли, че би било необходимо в добавка към един такъв модел на ангажиране на Европейския съюз да бъде излъчен още един, само че от страна на Европейския съюз посредник за по-голям ангажимент на Европа в този спор? Взимам пример. Резолюция 1244 беше с посредници Марти Ахтис Ари и Виктор Черномирдин, двама. Защо в Македония да не бъдат също ангажимент на Европейския съюз? Сега, вие го споменавте примерот со спорот за името со Република Грција. Но ќе ве подсетам дека може би тој пример не е најсоодветен затоа што Европската унија, односно тогашната Европска заедница, поради фактот што нејзина земја членка беше во спор, реши паралелно со признавањето на паралелно со членството на Република Македонија во Обединетите нации, спорот да биде префрлен таму, иако значи потоа за него има две резолуции и најдено е решение, односно најден е модалитет како да се преговара за да се дојде до решение. При тоа, но решение няма. Но тоа се однесува значи, спор меѓу Македонија и земја членка. Сега, во дадениот случај, јас не зборам за тоа за модалитети. Она што е битно е дека доколку постои таква неопходност, значи доколку не се формира политичка влада, тогаш еве да речеме значи ја нафрливте овде можноста за разгледување на таква широка влада. Не случайно велам за либералната партија во основа, било да е таа политичка или не, владата ќе мора да има доволно широка политичка основа, особено што не можеме да сметаме, значи треба да се размислува од аспектот на можноста да сите оние кои што се подготвени да го поддржат брзиот евроатлантски пат и европски пат на Македонија, можат да застанат во поддршка на влада што би била наречена сакате реформска, сакате европска, сакате НАТО ориентирана, како и да е, влада што ќе одразува западната ориентација, европската и НАТО ориентацијата на Република Македонија и убедливото мнозинство нејзини граѓани. Тоа е прва работа. Второ, за оно што се однесува агенда и мерливост на спроведувањето на агендата, јас го споменав тој така наречен извештај на Прибе, односно експерти предводени од Прибе, кои што ги дефинираат системските слабости, но и наоѓаат точки кои што брзо можат да бидат решени. А тие се однесуваат, да речеме, на
трансформацијата и суштинската политичка контрола, да речеме, на службите. Она што значи слабост во судството. Значи сето она што се забелешки кои што ги добиваме и од Европската унија во делот на нашата кондиција за и способност за постигнување на критериумите за членство во Европската унија. Тоа значи дека ние практично веќе имаме добиено еден убав сликовит приказ за тоа што треба да се направи. Во овој момент постои само веројатно помала политичка иницијатива или од некој комплетна политичка саботажа на спроведувањето на нашите приоритети, кои се приоритети за Република Македонија, за институциите и системот, а не приближуваат кон Европската унија и кон членството во Европската унија. Затоа, ако забележувате во делот на спорот со Грција, сега не го воведувам како примарно прашање, затоа што тоа е постоечко прашање и отворено прашање. Но сега слабостите за кои што зборуваме се интерни и се резултат на подолготрајното во исто време чекање за влез во Европската унија и во НАТО, а во исто време и дисторзија на политичката пракса која овозможила партиите на власт во изминатиот период да ги злоупотребат институциите и за тоа всушност се виде нели целата онаа постапка со објавувањето на прислушкуваните разговори и слично. Еве да тргнеме само од илустрацијата на прислушкувани разговори. Тука имате две варијанти. Или тоа е направено, а тоа може да го направи власта, или власта не функционирала, па дозволило некој да. Значи, како и да е, ние сме имале системски проблем. А особено е значаен и голем, бидејќи станува збор за масовно кршење на човекови права. Натаму, се што е произведено во бизнисот, во политиката и така, тоа е сосема, значи, тоа е можеби мотивот, но и очигледна последица. Затоа се согласувам дека постои една ваква можност. Таа веројатно ќе покаже и колку е и ќе не соочи во Македонија со тоа колку ни е длабока кризата, но ќе не соочи со капацитетот политичките, да не речеме политичките елити да решават нешто пред тоа да стане поширок проблем и пред да загрози регион и континент. Сега, това, което говорите за правителство на широка основа, което си говорим за правителство под европейски знаменател, на практика обаче би трябвало да означава, че нито един от символите на кризата, нито Никола Груевски, нито Зоран Заев, нито която идея от партиите участвали в това стълкновение, което впрочем казва и Георги Иванов, няма да дам мандат на личност или партия, участвали в тиранската платформа. Всъщност той по този начин не подработва ли основата не просто за правителство на широка основа, но и за правителство, оглавено от премиер, съвсем друга личност, различна от тези двамата? Па ако го постави тоа вака, тој очигледно има, не може би тој лично Иванов, но ситуацијата покажа дека Груевски е елиминиран од политичката можност да создаде политичка влада. Сега со ова дисторзија што ја направи Иванов, тој се обиде да го елиминира Заев од таа позиција. Но тоа не воведе и во следната фаза во оваа сегашна фаза на кризата. Постои такви анализи, и ги споменавте и аналитичари кои што овдека го нафрлаат таквото решение, но дозволете да бидам политички коректен и да кажам дека јас лично не можам да се занимавам со такви прогнози или со таква селекција. Затоа што мораме политичката пристојност да ја држиме како либерална партија и ако сакаме да дадеме корисен придонес. Она што се поставува на ваков начин размислување, да, тоа е практично отстранување од учеството, поединечното учество на неколкуте набројани политичари во таа влада. Тоа значи дека таквата влада пак би имала мандат
однапред дефиниран, задачи однапред дефинирани и тоа значи дека после тоа би се влегло во нормален политички процес во кој по завршување било на судски постапки, било што, значи по таква основа на одлука и по основа на таков легитимитет политичарите би можеле да си го бараат своето место, значи било во законодавната, било во извршната власт. Тоа би значило дека ова е еден интервентен концепт. И како таков би значило дека ќе отвори нов, побрз пат можеби на интеграцијата, особено што широк заговарањето на ваков концепт значи обезбедување широк политички диалог и широка политичка основа, но и општествена основа за формирање на таква влада. Тоа значи дека би можело да се отворат, јас би рекол, голем број на прашања кои што биле оставени на страна, но и да се овозможи да Република Македонија добие, така да наречам, кредибилна влада, која во исто време ќе може конечно и да понуди позитивна вибрација во регионот, позитивен однос и придонес во добрососедските односи. И по ова ме враќа повторно да кажам, значи на неколкуте сугестии кои што во сред би било со дипломати во Скопје ги имам кажано, а тоа е дека воздржаност, да речеме, на соседните држави, на политичарите од соседните држави би било добро дојдена во овој период, бидејќи употребата, злоупотребата на било која изјава, особено во многу тековни изборни процеси во околината на Република Македонија, нема да придонесе кон решавање на кризата. Втората работа е што сега сме и во една многу чувствителна изборна година во Европа. Значи во соседството ќе имате избори во Бугарија, ќе има председателски избори во Србија, избори ќе има во Германија, Холандија и така натаму. И така натаму. Значи еден од потенцијалните проблеми во однос на европското внимание кон регионот и кон Македонија е фактот што станува збор за изборна година. Фактот што постои поларизација, така да наречем, и на политичките сцени во земјите членки на Европската Унија, но тоа не може да не обесхрабри во барањето начини за излез од кризата. Значи јас се обидувам да бидам политички коректен и да кажам да се обидам тоа да го поставам на одржливи основи. Наметнување на решенија нема да биде корисно, но на крај ќе биде нужно барање на решенија кои што се одржливи, а овој концепт за влада за кој што зборувавте, сигурно веќе и го имаат размислувано, така да кажам, нашите пријатели, а зашто сигурно и аналитичарите, а и политичарите во Република Македонија. Значи, наистина решение има, просто още не е сложено толкова открито на масата. Со зголемувањето на бројот на проблеми. Значи, економските проблеми се исто така голем проблем во Република Македонија и економската ситуација е голем предизвик. Натаму, оно што е многу битно е во кризата, етничките прашања да не бидат ставени како колатерално прашање, а ако сакаме да зборуваме, значи коректно, ниту една етничка заедница не сме да биде колатерална или тампон зона во судирот помеѓу големите партии. И појаснувајќи и самата декларација за која што зборувате, значи таа е всушност тргната како заедничка изјава на 4 партии подпишана во Скопје. Но гледате, со емотивен набој, со политички набој, таа веќе стана прашање за кое што се обраќа, значи институцијата од Република Македонија се обраќа до Европската Унија. Ситуацијата многу лесно може да биде да ги надмине границите на контролабилност и да биде уште многу посериозна. Или в същото време много разпознаваемо за Европа може да бъде обстоятелството, че проблемите на Македония и тяхното решаване са от първостепенна важност за Европейския съюз и за Западните Балкани. Инсистирам и го споделувам размислувањето на сите модерни политичари во Македонија. Македонија мора да биде извор на стабилност и извор на добрососедски односи со 5 соседи што ги има. И тука мораме да имаме разбирање за загриженоста на сите кон нас, но мораме да го дадеме својот придонес, затоа што воспротивно земја која што не го знае не само она што ќе го добие, туку и она што ќе го даде во Европската Унија, нема да има многу, не може да се пофали со европска перспектива.
Благодаря на господин Ивон Величковски, председател на Либералната партия в Македония. Той специално дойде за да участва в предаването Свободна зона. Имаше защо. Разгърнахме алтернативни варианти и един шанс наистина за решаване на проблема и успокояване на обстановката в Република Македония, а оттам и отваряне на още перспективи пред Западните Балкани за интеграция. След няколко минути останете с новините на TV+, и с девиза ни "Пещерата прави свободата".